Магистар од меѓународни односи, во моментов е докторант на правниот факултет. Речиси последни денови од функцијата дополнителен заменик министер во Министерството за информатичко општество и администрација. Стефан Андоновски важи како човек близок до идниот мандатар за состав на владата Христијан Мицковски. Господине Андоновски, на почеток пред да се осврнеме на она што се најавува како една од приоритетите на новата влада, а вие го најавувавте и во текот на овие 100 дена, тоа е намалување на бројот на администрација, намалување на министерствата, но за тоа нешто подоцна. На почеток, она што во фокусот на вниманието е последните пораки на релација Скопје-Атина, особено предизвикани по говорот на председателката Сијановска Давкова. Како ќе го продолжите патот кон ЕУ после повишениот тон од официјална Атина и пораките од Софија? Сметаме дека и како политичка партија и председателката Сијановска Давкова тоа го кажа, дека искажувањето на сопствениот личен став и личното мислење, личниот интегритет на личноста и личниот идентитет, ако сакате, кој што се поврзува со терминот Македонија и со тоа да се биде македонец, не е во спротивност со Преспанскиот договор, онаков каков што беше подпишан. Но знаете, во меѓународните односи предолго време се разви концепт, македонски концепт кој што немаше никаква логика, концепт абсурден, затоа што не ги бранеше македонските национални интереси. И мислам дека и нашите соседи, нашите меѓународни партнери се научија дека тука има еден мек стомак кој што е подготвен да привати се, само да му се дозволи да остане на власт. Сега имате една нова група на луѓе кои што имаат собствен став, кои што на изборите излегоа со тој собствен став. Ако сакате во програмата професорката Сиљановска, сега веќе председателката запиша дека нема да го користи терминот северна, и најверојатно очекувањата од овие луѓе кои што беа научени на тој мек стомак беше дека ништо не важи после изборите и дека се може и се менува, но мислам дека таа го задржа својот личен став. Што се однесува до преговорите со Европската унија, тие за жал се блокирани и покрај мекиот стомак на оваа влада, на претходната влада, и ќе треба сериозни напори во меѓународните односи, во поставувањето на силна дипломатска мрежа и контактите со нашите меѓународни пријатели да тоа се одблокира. Не сметам покрај... Како би го деблокирале македонскиот пат кон ЕУ, ако велите дека и покрај концесиите кои како држава сме ги направиле и со промената на името и со договорот за добрососедство со Бугарија, не идат и натаму во полза на отворање на македонскиот пат кон ЕУ? Во право сте со прашањето. Со самото тоа што се покажа дека ваквиот начин не е добар, ќе најдеме нов начин. А тој нов начин се базира на принципи и се базира на принципиелно дискутирање, разговарање, надминување на проблемите. Тоа не значи дека ние ќе одиме кон изолација, ќе затвориме вратите и нема да дискутираме со нашите соседи, но истовремено не значи дека ние ќе трампаме некоја концесија, партиска, приватна, бизнис или некој друг интерес за сметка на некој од националните интереси. Нас националните интереси ни се првенствени, тоа го кажавме и за време на изборите и во кампањата, и остануваме на тоа, што не значи дека ги затвараме вратите за дискусија. Но сметам дека откочувањето на преговорите со Европската унија треба да се бара во дискусија со Софија и со нашите меѓународни партнери. Мислам дека со Грција ние немаме во овој дел немаме проблем затоа што никој нема најава дека настапува блокада. Но од друга страна ми е жал што со Грција никогаш не се дискутирало во делот на имплементација на договорот од Преспа од нивна страна. Затоа што гледаме дека најсериозниот дел од обврските кои што биле на страна на Грција, никој никогаш не побарал од нив да се реализираат. И сега сме во ситуација во која што Македонија има имплементирано се, плюс, значи имаме промена на документи кои што се за внатрешна употреба и кои што никој не барал да се променат, а се веќе менувани, а од Грција никој ништо не побарал. Сега кога првпат ќе видите од македонска страна некој потврд став во одбрана на македонските национални интереси, очекувано е да има реакција од страна на соседите, но сепак треба да живееме со тие реакции. Не е нешто страшно да имате различен став со некој од соседите. Како ги доживувате пораките од стратешките партнери, пред се од Соединените американски држави, од Европската унија, но и од соседите, дека македонската страна или Република Северна Македонија треба да се придржува на меѓудржавните договори? Па јас особено го следам ставот на американскиот State Department, кој што се држи на тоа дека договорите треба да се почитуваат, што и наш став дека секој договор кој што во добра верба се подпишал и
сте застанале позади него, независно какви се лоши последиците за Македонија и на кој начин беше внесен во уставот, треба да се почитува во насока дека тоа е меѓународно преземена обврска. Но користењето на терминот Македонија од секој од нас како наш личен став не е во спротивност со договорот, тоа е наш став, но во исто време ми се допаѓа тоа што од американска особено страна, но гледам и дел од европските партнери коментираат на тоа дека треба да се најде решение за проблемот со Бугарија. И мислам дека тука треба да ги бараме нашите партнери да ни помогнат да се откочи тој процес, затоа што влезе Бугарија во еден етнонационализам кој што нас ни го блокира патот кон Европската унија. Стравувате или постои ли опасност да се соочиме со санкции поради ваквата политика македонска? Не очекувам санкции. Не очекувам санкции затоа што имате многу порадикални чекори во Европската унија, во државите кои што сакаат да станат членки, кои што се однесуваат на еден или на друг начин, па гледаме дека навистина се сведува само на зборови и ништо нема во акција. За жал можам да кажам и во позитивна насока. Дури кога треба да се даде оној така наречен морков од страна на Европската унија, тој често се заснова само на зборови, но не и на дела. Се надевам дека наредниот период повеќе ќе гледаме дела во позитивна насока, не толку во негативна. Завршија изборите и заврши процесот на прегласување. Интензивно се разговара околу формирањето на идната влада која ќе предводи ВМРО-ДПМН. За сега е сигурно дека вреди влегува сигурно во Линденска број 2. Дали е вреди единствен владен коалиционен во идната македонска влада или можеби ќе се разговара и со знам за кои постојат одредени информации. Нашата првична цел беше да се стигне до бројката 61 и таа успеавме да достасаме затоа што апсолутно мнозинство во собранието значи дека имате дека можете да ги водите процесите. Втората аспирација беше да имаме сериозен партнер од страна на граѓаните албанци кои што тие го избрали, и тоа е коалицијата Влем. И со нив имавме принципиелна дискусија, но имавме, можам да кажам, добра дискусија уште во периодот на кампањата. Веќе ВМРО-ДПМН подолго време наговестуваше дека тоа е нашиот префериран партнер. И еве тоа се случи. Ние им ветивме нашето најголемо ветување кон граѓаните целиот изминат период е дека Дуи ќе замине во опозиција. И еве го тоа ветување пред вратата сме да се оствари и се надевам дека во брзо време ќе се покаже и Влем како политичка опција, коалиција или како сакаме да ги наречеме, која што е многу поразлична од Дуи, кој што знае да работи, знае да се грижи за сопствената држава и знае да гледа Македонија како едно, а не како бизнис интерес на секој поединец. И се надам дека во таа насока ќе имаме успех. Што се однесува до други политички партии, нашата трета цел која што ја поставивме беше да стигнеме до бројката 80, затоа што нам ни се потребни 2/3 во собранието за измени на системски закони кои што ја бараат потребното двотретинско мнозинство. И во таа насока сме отворени за комуникација со повеќе политички партии кои што се заинтересирани да разговараме на проектна основа, што значи на конкретни законски решенија, дали за нив би биле прифатливи и би ги поддржале, или пак да разговараме и на програмска и кадровска, ако сакаат да бидат дел и ако ние сметаме дека треба да бидат дел од идната влада. Така што дискусии постојат, но јас не би коментирал подетално се дека не добиеме финален одговор, затоа што знаете, можеби едно место во третиот, четвртиот ешалон или една програмска определба различна, може некој во последен момент да се откаже и да не учествува во процесот, така што не би сакал да влегувам во шпекулации кој би се вклучил на крај. Во јавноста се говори дека ВМРО-ДПМН освои доволно гласови, поддршка и пратенички мандати да не биде во позиција на условување од идниот коалиционен партнер, кој да е, за разлика од тоа што имавме досега, кога СДСМ мораше да биде многу погалантен во давањето на министерски места и ресори. Прашањето ми е прво, дали имате информации колку министерски места и вице-премиерски ќе има во идниот владен состав и што бара потенцијалниот владен коалиционен партнер вреди и дали ќе го намалите бројот на досегашните ресори, особено во делот на вице-премиерски места и така натаму. Бидејќи, според она што и го спомнавте, барате 80 гласови за измена на законот за влада, што на некој начин предвидувате поефикасно функционирање на идниот владен кабинет. Дали тоа значи рационализација? Да почнем од крајот на вашето прашање, затоа што мислам дека системот е поважен од поединечните одлуки. Нашата идеја е да имаме модерна влада која што одговара на времето во което живееме
а не на некое време од 90-тите, кога првпат се формирани ресорите, и има еден спорен по мене елемент во начинот на формирање на овие институции. Вам ви треба 61 глас во собранието за формирање на влада, а ви треба 2/3 за организација на ресорите, што значи дека мандатарот ја нема слободата сам да одлучува колку ресори му се потребни и кои ресори треба да функционираат, туку тие се ригидно поставени. И има проблем изминатите влади и СДСМ и ВМРО во минатото да немаат доволно мнозинство да променат некои од процесите, односно некои од ресорите да бидат намалени, зголемени, проширени надлежностите, така па се одеше со хибридни решенија. Нашиот пристап е да го намалиме бројот на министри без ресор, но да додадеме 2 нови министерства, најмалку 2 нови министерства кои што ќе се однесуваат на енергетиката, клучна компонента и во развојот на економијата и во бруто домашниот производ, и во заштитата на животната средина и климатските промени, и делот со спортот како наш врвен приоритет. За прв пат ќе го поставиме спортот на едно вистинско ниво, владино ниво, и ќе му поставиме фокус затоа што секогаш зборуваме дека спортот е наш најголем амбасадор. Сакаме да се радуваме на успесите и на ракометниот клуб Вардар, и на македонската фудбалска репрезентација, и на македонската ракометна репрезентација, но никогаш не им ја даваме политичката поддршка која што им е потребна. Сега го правиме тоа со овие измени, но ќе намалуваме многу во делот на институциите кои што се под министерствата и ќе поврзуваме затоа што нашето ветување беше 10%, најмалку 10% помалку институции. Ние во моментов имаме околу 140 органи на државна управа, препораките се тие да се движат над околу 90 до 110 максимум, што значи дека 30 и кусур треба да бидат намалени по сите европски препораки. Тоа не значи дека министерствата треба да се намалат, туку значи дека внатре имаме агенции, управи, заводи, бироа кои што меѓусебно се испреплетуваат со надлежностите, се преклопуваат и вие не знаете на кого треба да се обратите. Има преку 20 институции кои што имаат помалку од 10 вработени, а многу голем дел од нив имаат 7 луѓе управен одбор, 7 луѓе надзорен одбор, без никаква потреба. Што значи ние ќе одиме во рационализација на ресорите под владиниот ресор, но не кажавме и не сметаме дека по секоја цена треба да намалуваме министерства. Нашиот став е дека министерствата треба да одговараат на времето во кое што се составаат. Така што во таа насока се движиме. Дали останува, например, ресорот вице-премиер за политички систем, вице-премиер за добро владење и битка против корупцијата? Иако ова е прашање кое што треба да се постави на мандатарот професорот Христијан Мицковски, сметам дека ова добро владење е еден хибрид кој што е измислен и кој што нема функционална надлежност. Тоа всушност беше министер без ресор, задолжен за добро владење, кој што дополнително беше избран и за вице-премиер. Чисто да се каже дека имаме некој кој што би требало да се грижи за борбата против корупцијата, иако во пракса не видовме никакви резултати. Што се однесува до Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците, веќе се дискутира во јавноста. Нашиот поглед е дека не може да имаме Министерство за политички систем, туку можеме да имаме Министерство за односи помеѓу заедниците, кој што е наследник на оној секретаријат за спроведување на рамковниот договор. Така што мислам дека треба да се движиме во таа насока, политичкиот систем го гледаме како една пошироко прашање, поширок феномен, поширок пристап кој што треба да го има некој, но тоа не може да биде министерство. Не може да имате закон за политички систем и од тоа не може да имате ни министерство за политички систем. Гледавме дека тој измислен хибрид не функционира затоа што тоа беше измислено само да заслужи на определен човек. Не беше да служи на определена функција на владата и заради тоа сметаме дека треба да се напушти. Следите интервју со Стефан Андоновски, дополнителен заменик министер за информатичко општество и администрација. Пред да се префрлиме на делот на рационализација, односно намалување на администрацијата и приоритетите, уште едно прашање. Очекувате ли мирен трансфер на власта, имајќи во предвид пораките од Дуј кој речиси 2 децении беа на власт? Јас ги разбирам експонентите на Дуј кои што се плашат од одење во опозиција, многу повеќе се плашат од ревизии, случаи кои што ќе се однесуваат на нивното работење. Но демократски ние веќе не сме ни толку млада демократија да има промена на власта и тоа е еден природен процес. И мислам дека треба да се дозволи тој природен процес да тече, затоа што гледате, мнозинството е консолидирано, и според нас, и според бројките, и според Државната изборна комисија, ВЛЕН има солиден број на пратеници. Можеме да кажеме дека како партии се консолидирани се водство во албанскиот електорат, ако сакаме брутално да ги делиме работите по етничка основа, затоа што знаеме дека во Демократската унија за интеграција, во нивниот така наречен Европски фронт, има бројни партии кои што не се
припадници на другите, не се припадници на албанската етничка заедница, туку на другите етнички заедници, и мислам дека стигнувајќи и до 2/3 и до бројката за Бадинтерот, мислам дека нема основ зошто би се дискутирало за некакви немири или некакво непредавање, така наречено, на власта од страна на ДУИ. Природен процес е ДУИ во опозиција и со тоа треба да се помират. Андоновски, споменавте битката против корупцијата. Ако судија и обвинител се осомничени за примање мито од 10.000 евра, колкава е тарифата за застарување на делата кои се чуваат во фиолки се до нивно целосно застарување? И дали со отворањето на предметот за против судија и обвинител сушност тргна безкомпромисната битка против корупцијата? Ќе ви кажам како правник кои аспекти ми влеваат надеж дека можно да почнеме со безкомпромисна битка против криминалот и корупцијата во правосудството. Прво, немаше спектакуларни најави од страна на МВР дека некој ќе апси, некој ќе биде приведен, нешто ќе се случува, некоја нервоза во општеството. Второ, постапката ја водеше надлежен обвинител и надлежен судија на претходна постапка. Многу јасна постапка, многу јасна процедура. Трето, тоа што се зборува во јавноста или тоа што можам да го забележам по медиумите, станува збор, особено за едниот од обвинетите, станува збор за инфлагранти кривично дело кое што е забележано од страна на службите, така што тука уште еден аспект е потврден дека не се работи за политичка битка, политички прогон, неистомисленици, истомисленици и така натаму. И последно, ако сакате, тука имаме луѓе од различни профили, од различни етнички заедници, од различни конфесионални групи, од различни делови од правосудството, што значи дека криминалот не познавал никаква граница и тоа е на ниво на целото правосудство. И тоа сето ми дава за право да кажам дека можеби ова е еден од почетоците на таа битка со корупцијата и криминалот во правосудството, која што навистина ми беше потребна на општеството. Прашавте едно интересно прашање околу застарувањето на случаите. Мислам дека тука тарифите биле многу поголеми. Мислите дека не бе? Мислам дека тарифите, спомнавте за тарифата дали 10.000 евра или повеќе, мислам дека тарифите тука биле многу поголеми. И услугите меѓусебни биле многу поголеми. Препознавате, ева и како правник ве прашам, препознавате спрега помеѓу судија, обвинител, адвокат, политички бизнис влијание? Овој случај покажува дека постои спрега, иако еве како правник кој што имал односи со судовите, сум забележал дека тие линкови постојат и многу подраматично биле изразени во бизнис интересите на некои бизнис влијанија, особено малку ние го забораваме делот на граѓанското правосудство, во граѓанските судови и во апелацискиот суд, што значи дека најверојатно затоа што станува збор за забележливи кривични дела, забележливи персони кои што ги извршуваат кривичните дела, многу често се фокусираме како општество на кривичниот суд. И тука најмногу се развиваат и дискусии, емисии, дебати и така натаму. Но многу помалку внимание посветуваме на оној граѓански суд и на второстепениот суд, затоа што таму се одлучуваат најкрупните односи во општеството, особено економско-социјалните односи, и треба, мислам дека внимание се посвети на тој дел. Секогаш прво е кривичното, но сепак и овој дел мислам дека многу значаен. Се поголеми се буџетските дефицити, економистите велат дека даночните обврзници и компаниите не можат да го понесат товарот за некритичкото задолжување и главно сите бараат да се намали бројот, односно јавната администрација, и најчесто критиките доаѓаат дека имаме неефикасна и нефункционална јавна администрација. Ке продолжите со оваа политика на вдобнување на партиски кадри? Многу важно прашање. По проценти, Македонија, која видите јавната администрација, не отскокнува многу од европските просеци, што значи се движиме на некој малку над оптимумот колку што би требало да биде јавната администрација, што значи дека вкупната бројка би требало да се намали, но не драматично. Поголем е проблемот што ние имаме јавна администрација позиционирање на места кои што не си ја вршат работата. А од друга страна сме дефицитарни на места кои што навистина и се потребни. Тука зборам за архитекти и урбанисти во општините често, за IT кадар во рамки на институциите. Никој не може да ви каже дека преполнети се институциите со сметководители. Не се, затоа што на секоја институција недостасува квалитетен сметководител. Никој не може да каже дека имате премногу внатрешни ревизори или премногу инспектори, затоа што не е така. Ни недостасуваат тие кадри. Во исто време, навистина е точно дека ние имаме преголема исполнетост во
дел од институциите и на дел од работните места. Што значи дека нам не е потребна реорганизација, треба луѓето да си ги фатат работата. Оние кои што не работат да започнат да работат. Прво оние кои што не доаѓаат на работа да почнат да доаѓаат на работа или да им се заблагодариме, затоа што се уште има такви во секоја институција. И трето, да видиме кои се тие сектори кои што имаме превработеност, а кои се тие сектори кои што имаме недостаток. Јас сум сигурен дека може да се пополнат секторите кои што има недостаток со вработени кои што си ја знаат својата работа и си ја вршат во останатите сектори, така што мислам дека наредниот период ќе одиме кон една тешка, комплексна реформа, која што не по секоја цена ќе значи дека ние од тие 120-130 илјади вкупно вработени во јавниот сектор ќе намалиме на 60, но со едно процент 2 намалување, но во исто време реорганизација, да се пополнат местата кои што навистина се важни, ќе постигнеме резултат, затоа што ефектот треба да биде крајот на вашето прашање, а тоа е функционална, отчетна, транспарентна јавна администрација која што си ја врши работата. Граѓаните ќе бидат задоволни од јавната администрација колку што е, ако сите услуги си ги завршуваат брзо, едноставно, без да треба да доплатат, без да треба да купат за некого некој подарок и така натаму, а тоа не се случува во моментот. Ако имаме ние услуги брзи и ефикасни, тогаш јавната администрација значи дека се ја врши работа. Дојдов до еден податок, за 6 години биле отворени 56 институции, а бројката денес изнесува повеќе од 1360 институции. Имаме зголем број на директори, на членови на управен одбор, на надзорен одбор. Зошто имаме потреба од организацијски или економски директори во клиничкиот центар? Дали може би треба да се размислува повторно да се врати онај стар модел на клиничкиот центар со еден централен генерален директор на клиничкиот центар Мајка Тереза. Јас не сум лекар, не го познам многу детално здравствениот систем, но бев вклучен во подготовката на програмата на ВМРО-ДПМН и едно од нашите клучни ветувања е еден интегриран клинички центар Мајка Тереза во Скопје, што значи укинување на сите дупли директори, економските директори нема повеќе да постојат, а сегашните доктори, лекари кои што се на позиција директор на клиниките ќе бидат раководители на тие клиники, раководители на сектори практично во рамки на клиничкиот центар, а клиничкиот центар ќе има еден генерален директор. Сакајќи да се избега од таа моќност на тој клинички центар, се разби системот на еден интегриран клинички центар и сега ви имате десетици клиники и една служба за заеднички работи на клиничкиот центар, што навистина ги триплира, четриплира трошоците, јавните набавки, начинот на набавување, на трошење, на водење евиденција кои се инфраструктурните можности, а вака сметаме дека ќе биде интегриран системот. Во право сте, еве последна анализа која што ја правевме, да речеме, на Агенцијата за вработување на Македонија, ретко кој знае, дека тоа не е всушност агенција, тоа е јавна установа која што има управен одбор, кој што има надзорен одбор, кој што избира директор, неколку луѓе се, десетина луѓе се во системот на одлучување, а таа во суштина треба да биде агенција иста како и сите останати орган во состав на Министерството за труд. Не треба да биде јавна установа, но во тоа време се одлучило да биде јавна установа, никој не може да свати зошто тоа така било направено и вакви имате стотици, не се ни десетици. Некој кој што треба да биде агенција станало биро, некој кој што значи дека ќе има управен надзорен одбор, некој кој што треба да бидат управа во состав си е посебно правно тело, некои се акционерски друштва, што значи се правел тотален хаос. И за ова не обвинувам само последната влада, ова е навистина феномен кој што постои многу долго време во Македонија. Но убаво забележавте дека последните година-две се драстично зголемени бројот на институции без никаква потреба. Имате десетици нови институции кои што навистина не би требало да постојат. Андоновски, ќе завршам со формирањето на новата влада. Рокот до кога или до кога може да се очекува формирање на новата македонска влада предводена од Христијан Мицкоски? Знаејќи дека роковите дозволуваат отприлика 1 месец од конституирањето на собранието да се формира идната влада, а очекуваме дека конституирањето ќе се случува следната недела, јас очекувам дека во рок помало од 20 дена од конституирањето на собранието ќе имаме идната влада, што би кажала негде оптимален период е можеби половина или втората половина на месец јуни. Денове прочитав негде информација, веќе е затворено прашањето околу идниот спикер на собранието, а тоа место ќе им припадне на коалицијата Вреди. Па мислам дека денове ќе излеземе со целиот пакет на коалицијски договор со партнерот Вреди и ќе имаме информација за сите позиции, така што многу брзо ќе се знае кои се позициите и каква ќе биде состојбата во распоредот. За кои ресори приоритет треба или посакува ВМРО да помене да ги води
во идната влада? Па мислам На дека што би ставиле акцент? ги диференциравме клучните ресори кои што се во државата и за тие ресори и разговаравме со политичката партија влено со движењето. Сакаме да постигнеме кохезија во рамки на владиниот тим, затоа што не може, ако најзначајно да каже дека Министерството за финансии не би можело добро да функционира ако вие немате квалитетно Министерство за енергетика, ако немате добро квалитетно Министерство за правда кое што ќе ви води процесот на борба против корупција во правосудството. Што значи дека толку се поврзани и спреплетени надлежностите на ресорите, не е важно да имате определен ресор, важно е владата да функционира како едно. И второ, нешто што подолго време го нема, а председателот Мицкоски го кажа, тоа е да имаме одговорност на еден председател на влада и сите да му одговараат него. Да немаме одговорност на прв вице-премиер, втор вице-премиер, председател на партија, јас одговарам во Мала Речица, јас одговарам во Тетово, друг одговара во Куманово, четвртиот во Струмица, петтиот во Скопје, туку еден систем во кој што сите министри, сите назначени од владата одговараат на председателот на владата, всушност тој е носителот на политичката функција, на најголемата одговорност на формирањето на владата и тој треба да биде одговорен понатака и за политика. Што всушност значи дека нема да постои прв вице-премиер во владата? Па да оставиме да се испрецизираат работите, но мислам дека одговорноста ќе има носителот на владата, а тоа е председателот Мицкоски. Благодарам за издвоеното време и за интервјуто. Ви благодарам јас.